Добро вечер. Температурите растат, летото ни е пред врата, а со тоа се повеќе размислуваме каде на одмор. Случувањата на Блискиот Исток ги чувствуваме преку поскапувањата на горивото и авионските билети. А во Грција, новата биометриска контрола може да донесе долги колони и долго чекање на границите. Каква туристичка сезона не чека и каде ова лето ќе можеме да поминеме најлесно и најбезболно и согласно буџетот кој го имаме. На оваа тема ќе зборуваме со Аркан Керим, председател на Туристичко-гостителската комора кај нас, и универзитетската професорка Татјана Бошков. Претходно да погледнеме еден прилог кој го подготви колегата Игор Мицкоски со повеќе информации на оваа тема, потоа се враќаме во студио. Очекуваната глобална криза во туризмот, можност за Македонија за да продолжи трендот на привлекување странски туристи, велат експертите. Според невладините политики се добри. Македонија станува атрактивна дестинација за странците. Статистиката го потврдува тоа, со 13% зголемен број на странски туристи кои ја посетиле државава лани во споредба со 2024 година. Според кинескиот знаковен јазик, кризата се пишува со два знака. Едниот е криза, другиот е можност. Туристичките текови не застануваат, тие се пренасочуваат и сметам дека Балканот како дестинација ќе биде едно од атрактивите во наредните неколку години кој ќе биде посетувана од европските туристи. Одржливиот туризам како поим се повеќе се споменува во Европа. Македонија има капацитет и можности да се постави високо на картата на Европа за привлекување на туристи, посебно во недопрената природа. Според Аркан Керим од Туристичката комора, Македонија мора да искористи оваа криза за да постави добра база за воиднина. Во однос на планинските места, мора да се помогне да се направи инвестиција во однос на жичарите, да бидеме по-актуелна и по-атрактивна дестинација за локалните земји, бидејќи нас конкуренција не е едно Банско, нас конкуренција не е Копоник и затоа треба да се спремиме да имаме конкурентни производи, конкурентна понуда со која што ќе може да парираме на овие дестинации. Душко Шаревски, поранешниот директор на ски центарот Заре Лазаревски во Маврово, вели дека делот околу Маврово е посетен од страна на странски туристи, но смета дека треба да се направи уште повеќе, бидејќи Македонија има природа која може да привлече уште повеќе туристи. Као дека доаѓаат во текот на годината од 10 до 12.000 планинари туристи. Во тој дел, оној што е љубител на убавото во природата, а тоа е кораб, тоа е Корабскиот масив, тоа е Радика, тоа се 18 езерца. Сигурно ќе ја предизвика желбата за повторно враќање и враќање. Спојот, симбиозата меѓу црквата, вербата и природата е таков. Оде Господ бил дарежлив на овие простори да и даде сите овие природни убавени. Според владините проценки и политиките за раст на туризмот, во 2026 година се очекува на над 3 милиони ноќевања, а додека пак за 2 години од сега тој број треба да се искачи до 5 милиони преноќувања во Македонија. Како што најавив на самиот почеток, вечерва ќе зборуваме на темата туризм. Не чека пеколно лето, најавите временската прогноза вели дека можеби ова лето ќе биде и навистина многу со поголеми температури за разлика од минатото лето. На самиот старт кажав дека овде со мене имам двајца гости, се надевам ќе развиеме добра дискусија на оваа тема. Председателот на Туристичко-гостителската комора, господинот Аркан Керим. Добро вечер. Добро вечер. И универзитетскиот професор од Факултетот за туризам и бизнес логистика, професорката Татјана Бошков. Добро вечер и за вас. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Ја на самиот старт би почнала веднаш она што навистина ги интересира нашите граѓани, како што и кажав, температурите се зголемуваат на старт на туристичка летна сезона се, што ќе правиме? Економски притисок со оглед на случувањата и конфликтот на Блискиот Исток има директно влијание врз авиолиниите, авиобилетите, цената на авиобилетите, со оглед на цените на горивото, но со тоа поскапуваат и туристичките аранжмани кои што граѓаните секако нели ги имаат планирано за летната сезона. Како може, прво да ве прашам, текот на туризмот како ќе се
промени и што може Македонија од овие потреси да искористи. Ајде, како вистински джентълмен, ќе почнеме од професорката. Ви благодарам. Фактот дека конфликтот на Блискиот Исток, иако географски е подалеку, но направи и прави, односно има влијание врз транспортот, логистиката, трговијата, се разбира и врз туризмот. Но она што сакам да го потенцираме дека туризмот нема да престане, односно ќе имаме преливање на туристите, оние кои што сакале да бидат на овие зони кои што веќе се каде што е воениот конфликт, ќе бидат пренасочени и треба да го искористиме овој шок или оваа криза да бидат примамени од Балканот, па се разбере и од нашата земја, односно од Македонија во пакет со овие земји. Ова е конфликт кој што создава финансиски трошоци од аспект на тоа дека, како што кажавме, поради цената на керозинот, неговата цена се зголемува, ова представува зголемување, предизвикува зголемување на цената на авиобилетите, се очекува да биде од 15 до 30% поскапување, додека трошоците кои што авиокомпаниите ги имаат за керозинот им припаѓа околу 1/3 од вкупните трошоци, што навистина е една ставка која што не сме да се занимари. Тука навистина треба соодветна и добра алокација на ресурсите и манипулирање организација во аспект на трошоците. Од друга страна имаме временски ризик кој што ни се наметнува од entry-exit системот на Европската унија. Тој дава одредена флексибилност, меѓутоа не постои иземање од земањето на биометриски податоци за земјите кои што не се дел од Европската унија. Така да македонскиот турист, транзитните туристи се под дилемата каде да патуваат и како да ги искористат своите финансиски средства за да добијат што подобро искуство, автентично, одржливо. И тука Македонија сметам дека многу повеќе ќе искористи во насока на она што значи засилување на домашниот туризам, така што се очекува никое зголемување од 10 до 12%, бидејќи верувам дека викенд туристите ќе бидат многу по-намалени. Таквите чекања на граница, ние знаеме дека секоја летна сезона од јуни до август, па вклучително и септември, меѓутоа пиковите кои што се особено јули-август се толкави чекања на границата е зони што навистина тоа е предолго. Сега ќе бидат и многу поголеми колони заради биометриската контрола. Така, многу големи колони, што верувам дека секој кога сака да оди на патување, тоа треба да му биде едно олеснување, треба да биде едно убаво доживување, а не да биде психолошка бариера или притисок каде да продолжи. Во ова насока Македонија ги има своите потенцијали кои што треба да го осмисли и да го понуди својот туристички производ, своите дестинации и мислам дека треба малку повеќе да работиме на моментот да не бидат туристите, странските туристи особено сконцентрирани Скопје, Охрид, односно да бидат насекаде низ Македонија, бидејќи ние имаме што да понудиме и од аспект на спа туризам, здравствен туризам, авантуристички туризам и така натаму. Господине Керим, пред ќе одговорите на ова прашање и за Македонија и капацитетите на Македонија кои што ги имаме и можеме да ги понудиме. Меѓутоа, како човек од баш тој сектор туризам, некако имам впечаток ова што се случува конфликтот на Блискиот Исток и овие атрактивните Дубај, Египет и така натака, некако ќе се смени текот на туризмот, ќе се насочи повеќе кон Медитеранот. Иако и самиот Медитеран, оние понуди кои што ги има, ќе нели дигнат цените поради тоа, бидејќи овие туристи некако ќе се пренасочат. Ние како Македонија ќе гледаме што повеќе да пренасочиме кон себе, меѓутоа Медитеранот и она што е море е неизбежно, сепак многу луѓе од Европа наместо во овие земји ќе се пренасочат. Прво, кратко околу тоа, што мислите вашата прогноза како би било во нареден период, не само ова лето и потоа ние како Македонија да го искористиме тоа и што можеме да понудиме? Па да, и ја мислев дека ќе се пренасочи кон Медитеранот, меѓутоа ни се јави друг проблем, керозинот. Во последниве 2 недели се откажани околу 2 милиони седишта, за жал од авиокомпаниите кои што беа планирани летово, значи Медитеран, Европа и се. Зборуваме за кај нас или? Па сегде, се ето во тотал, значи 132 милиони седишта биле планирани во Европа, значи за летово, за сезонова авионски,
до сега за жал се откажани 2 милиони авионски седишта, што не е... Зборуваме на ниво на цела Европа. Зборуваме на ниво на цела Европа. За жал ми е страв дека во наредните денови сите летови што се над 1,5 час ќе се откажат ако нема економска оправданост ради целава економска ситуација што се случува со... Само да ве прекинам, наредниве денови, за знаете како ја например летам наредниот викенд, се надевам барем ако ништо друго ќе искористам, али ова што го кажувате, да, мислам навистина ќе има удар голем. Знаете, ние сме паталци, не сме гаталци и кажуваме, го осеќаме дека вакво денеска пред малку добив телефон дека некои летови према Скопскиот аеродром и према други аеродроми во текот на Југославија, во Тузла, во Сараево се откажани. И се зашто се откажани? Просто тоа се нискобуџетни авиокомпании кои што летаат и треба да се прилагодиме на новонастаната ситуација. Сега, значи, до 1 час, 1,5 час, значи нема да има проблем. Меѓутоа, над 1,5 час летовите авиокомпаниите сега прават кризен менеджмент и прогнозираат каде и како да се организира се до тоа. Значи, како што кажав, 2 милиони седишта се откажани и сега ќе се удри целата работа на патување со автомобил или со автобуси. И затоа сега во цела ситуација кога требаше нашиот јужен сосед да ги искористи ова работи, ние сега се мачиме со средување на системот, биометриската контрола. Да, луѓето ќе се насочат кон безбедни дестинации, кај што нема проблеми. Сега сведоци сме дека војната на Блискиот Исток е во мирување, нема проблеми, меѓутоа има сега економска војна, кој да го координира теснецот, кои бродови да проаѓаат, пари да се нанесе штета. И во целава ситуација кој губи, губиме цел свет губи, бидејќи керозинот достигна невидени размери. Во година кога имаме светско првенство во фудбал, кога треба да се радуваме, кога треба да се патува во огромни број на луѓе да патуваат низ планетата Земја, ние сега не знаеме што ќе се случува за месец дена од сега. И затоа е малце проблематично и специфично. Не можам да го дам точен одговор кога би било, што би било. Се надам дека све ќе биде во најдобар ред од октомври, после нека се откажуваме. Меѓутоа, не можеме да бидеме прецизни максимално за тоа. Да, меѓутоа пикот летната сезона е сега во нареден месец. Како да ни се спротиставени дигитализацијата наспроти керозинот. Бидејќи сакаме тоа да ни ги улесни патувањата или самата организација, живееме во свет на дигитална ера, меѓутоа токму 2026 година ќе биде тест година за овој систем. Бидејќи понатаму ќе биде придружен со ETIAS, кој што исто така се плаќа такса од 20 евра, важи за лица од 3 до 70 години, важи 3 години, така. И кој знае дали ќе важи, и ова рекоа ќе важи еднаш кога се слика, сега на секој одење не сликаат. Беше разговорот дека ќе биде сликање еднашки, после само со фингерпринт, значи ќе се влегува во земјите од Европската унија, меѓутоа гледаме има доста недоследности. На пракса не е така и сега се случува ова што се случува. Така, сега граѓаните се наоѓаат некако и поскапи авиобилети, поскапи туристички аранжмани, ќе се одлучат да патуваат со возило. Знаеме Грција нели е најатрактивна поради плажите и најпосетена од нашите граѓани. Сега и тука има проблем, ќе сакаат, предпоставувам дека многу граѓани ќе се откажат од идејата да летуваат таму, токму поради овие долгиве колони и така натака се чека со сати на граница. Сега им останува Македонија. Охрид, што мислите ве според вас, дали тоа овие потреси на глобално ниво, колку Македонија има капацитет да ги искористи, ајде сега ако не домашен туризам, да привлече туристи од регионот, каде што ќе избегнуваат авиобилети или барем од некои земји каде што ќе патуваат само час до половина со авион? Сега вака, Македонија повторно отвори својата туристичка сезона. Значи, хотелите почнува да се полнат, различни јазици се слушаат по улиците, по булеварите низ Македонија и тоа е за поздравување. Меѓутоа, треба да се објасни дека целата работа во туризмот не е само на хотелиерот. Има неколку точки, има неколку сегменти кои што се поврзани со хотелиерството. Кога ќе пристигне туристот, не е само хотелот кој што заработува пари. Тука, значи, продавачот на зеленчук заработува пари, продавачот на месо заработува пари, продавачот на риба заработува пари, пчеларот исто така заработува пари, таксистот
заработуваат пари, бутиците заработуваат пари, моловите заработуваат пари. Значи тоа е една цела економија која што е поврзана. И сега зашто е така, бидејќи во хотелите се служи доручек. Сите ние хотелите набавуваат доручек, за доручек работи од сите овие што ги направив производители. И фактички, значи, со едно ноќевање во хотелот, значи околу 15 до 20 други различни економски области добиваат пари. Тоа е значи врзан сад. И сега, значи, ние треба да видиме прво гостопримливи и да внимаваме како се однесуваме према туристите и како ќе можеме да од тие туристи да направиме, значи да донесат нови 4 туристи. Зборуваме за странски туристи, ќе дојдеме и за македонските туристи. Во однос на услугата, ние значи треба да ја подобриме услугата. За жал во изминатиот период имавме проблеми со одлевање на кадри во странство. Не одат кадрите во Хрватска, не одат во други дестинации и имаме сериозни проблеми со кадрите. И затоа мислам дека нивото на услугата во многу туристички дестинации во Македонија е опадната. Треба да се поработи на тоа за да успееме да направиме еден убав производ кој што ќе биде широко опфатен од сите странски туристи збор. Во однос да дојдеме на македонските туристи кои што ќе има проблем викенд туристите. Викенд туристите кои што патуваат за Грција петок со недела или четврток со недела, тие ќе имаат само проблем во однос на чекањето на границите, бидејќи тие што одат во автокампови, тие што одат во своите приватни куќи или викендици или па станови во Грција, тие немаат многу проблеми да чекаат, пошто одат на подолг период. Сега ќе биде проблем за тие викенд туристи. Ние направивме некоја проценка дека во цела сезона, околу 2,5-3 месеци, тоа било негде околу 250.000 граѓани. Во просек додат по 3 ноќевања, значи да искористат, пример, Охрид, Струга, да искористат Дојран, тоа било негде околу 750 до 800.000 ноќевања. Меѓутоа, се поставува прашањето дали се спремни нашите хотелиери, нашите ресторани во Охрид, во Струга, да ги пречекаат сите овие гости што ќе дојдат, што е добре дојдено, значи 750-800.000 ноќевања, тоа е добре дојдено за секој викенд, 3 ноќи плюс гости да има. Вчера сме сведоци дека хрватскиот министер за туризам, он најави една иницијатива да туристичкиот сектор во Хрватска ги намала цените од 10 до 20%, бидејќи стварно се скапи, значи во однос на тоа. Сад ние кој ќе констатираме дали во Македонија хотели се скапи, не. И во Охрид, и во Струга, и во Скопје хотели се многу коректни цените во однос на опкружувањето на Балканот, ние имаме стварно коректни цени. Што е скапо? Сега скапо е, пример, зашто има таква една слика кај македонските туристи, пример, туристите од Скопје, дека Охрид е скап. Сега, зашто се случува тоа? И реакција има на социјалните мрежи постојано за цените во Охрид. Таксито, фактички, треба да се направи систем. Има некои диви таксисти во Охрид кои што го злоупотребуваат тоа и наплаќаат за 1 километар од 1000 до 1500 денари. И тоа е фактички една почетна дистанца. Знаете, во Скопје се случи 7000 денари наплатена такси на швајцарец, сега беше одамна минатиот месец за некоја дестинација од неколку километри. Значи мора да се тоа се негативни поени. Мора да се тоа воспостави ред, да се стави како ќе се користи и што ќе се користат тие такси компании. Второ, значи дел од рестораните, значи и кафетериите во Охридско-Стручкото крajбе, цените се малку повисоки можеби за граѓаните, меѓутоа треба да сватат и нашите граѓани дека сезоната во Охрид трае кратко. И сега тие кафичи, тие ресторани немаат значи голема сезона, сезоната трае негде околу 100 дена и во тие 100 дена ни треба да заработат за цела година. И малку нормално е сега малце да ги зголемат цените на своите услуги, кога нема персонал, нема келнери, нема кувари и сега значи нормално е тие да ги дигнат цените. И сега ама меѓутоа кај нас има слика, леле скапо е Охрид, скапо Струга. Не е скапо. Вие споредете со било која дестинација, ние не сме скапи. Ние сме најефтината дестинација на Балканот. Ние сме all inclusive земја. Меѓутоа ние тоа не сме свесни дека е така. И сега значи затоа треба да се поработи овие
ситуации кај што има овие дивите таксисти и неколку ресторани кои што претеруваат со цените, тие некако да се направи ситуација да се каже овие се тие таксисти не ги користете, не правите и да можеме да ги однесеме сите овие туристи кои што нема да сакаат да чекаат по 15-16 сати на граница ако биде таа ситуација и да отидат во Охрид, да отидат во Преспа. Сите овие работи се позитивни ако успееме некако и да добиеме поддршка од страна на хотелиерите од Охрид и од Струга да направат некоја кампања да ги спуштат цените. Пример да кажат, еве за гостите од Скопје за викенд даваме попуст дополнителен од 10 до 15%, што би било позитивно прифатено од страна на овие викендаши кои што се во број негде околу 30 до 40 може до 50.000 гости секој викенд. Таква акција да се направи, такво нешто да се пушти, промоција, тоа би било идеално, значи за македонскиот туристички сегмент. Меѓутоа, дали тоа ќе го направат, тоа не знам. Сега јас еве од тука упатувам апел до нашите колеги, хотелиерите во Охрид, Струга, ако имаат простор да направат некоја акција за туристите, еве пример да кажеме од Скопје, за туристите од Велес, од Штип, да се направи некоја промоција, ако дојдат во Охрид и во Струга, да имаат дополнителен попуст од 10-15%, со кој што би се привлекол што поголем број на туристи кои што не би патувале во Грција, ако не се среди системот, да одат во Македонија. И се надам дека ќе го прифатат. И низ истражување, баш што го кажува господинот Керим, значи треба да постои тој механизам на инстант попусти, каде што самата земја нема толку да дава фокус на странските туристи, туку ќе треба малку на пиедестал да ги стави и домашните регионалните туристи, каде што еве ќе им дава преку овој механизам ќе им дава интересни понуди за тие да бидат примамени и да дојдат. Бидејќи го спомнавме Охрид, ќе се вклучам дека сето тоа... Да, никако многу сме сконцентрирани Скопје Охрид. Македонија е и планинска земја, имаме нели и друго нешто да понудиме, не е само Скопје Охрид. Апсолутно, и мислам дека токму тоа 70% на стационираност во Скопје и Охрид треба ние сами да се размрдаме, во смисла да се направиме конкуренција едни меѓу други, да не биде таа сезона во пик јули и август, што еве ги спомнавме и какви цени со што се соочуваме, туку да биде можност каде што ние преку винскиот туризам ќе дадеме на туристичка понуда која што ќе трае цела година. Тоа е еден искуствен туризам каде што љубителите на вино па ќе се спознати со гастрономијата, авантуристичкиот туризам, апсолутно параглайдер зоните. Ние имаме светска репутација во однос на тоа, бањите, термоминералните извори кои што навистина се еден висок потенцијал неискористен, ако и тоа како може да се валоризира, така што сметам дека еногастрономскиот туризам, па и сите овие видови туризам со кои што располага Македонија може да ги практикува и да ги покаже едноставно како понуда пред странските туристи и тие да бидат привлечени. Сега, кога зборуваме за странски туристи кои што се подалечни, тука мислам дека треба да настапиме со едно заедничко вмрежување регионално, пример како во пакет како земјите од Западен Балкан, каде што бидејќи пример еден турист кој што е од Америка или од Јапонија сигурно нема да лета толку време за да оди само во една земја. Туку ќе сака да направи една рута која што ќе му овозможи гостопримство на високо ниво. Сега тука кога го спомнав и гостопримството се согласувам со господинот Керим, а тоа е моментот дека ние имаме криза. Значи ние мораме да работиме на одливот на кадар, што е една од забелешките и на Светска банка. Ниска продуктивност по работник, односно ние гледано по волумен, по квантитет, имаме раст на бројките во туризмот, меѓутоа профитабилноста на овој сектор е зад европскиот просек. Причина за тоа е што имаме туристи кои што трошат помалку. Ама ние ако направиме една збогатена туристичка понуда, де факто во тој случај треба да ги натераме да останат повеќе, да потрошат повеќе и да сакаат повторно да се вратат. Господине Керим, ги спомнавте хотелиериве. Па соседите вложуваат многу милиони во оваа гранка во туризмот. Ние освен ако буриме хотели, немаме такви капацитети реално да понудиме нешто што на Медитеранот се нуди. Би ја споменала и инфраструктурата, се работи на тоа, железници,
коридорот и така натака. Уште какви се инвестиции треба за ева оваа гранка на вистина да придонесува да е значајна снапка во бруто домашниот производ? Во што треба да се вложува? Нас ни треба Европска унија. Дефинитивно. Таму има еден колач од милиарда евра кои што се наменети за буквално за Македонија, за македонскиот туризам и партфондови, за, како што спомена професорката, за значи сите видови на туризам што ги нудиме во Македонија. Ако успееме што побрзо да дојдеме до тие фондови, тоа би било идеално за македонскиот туризам. За жал тие фондови сега не ги зема Република Бугарија. Нашите колеги од Бугарија работат веќе со многу големи инвестиции во многу сегменти и во зимскиот туризам и во летниот туризам. Исто така, значи работат и на тие средства што се определуваат од Европската унија за софтвери, за други механизми за дигитализација на туризмот. Фактички тие средства ни фалат за да можеме да бидеме многу добра дестинација. Ние сме де факто многу убава дестинација. Ние имаме феноменална гастрономија, имаме многу убава природа, имаме многу интересни културни монументи кои што се живи, кои што може да се посетат. Имаме 3 езера, имаме неколку кањони, имаме, значи, ние не сме свесни колку убава држава имаме. И фактички треба да се направи нешто да овие средства од Европската унија да ги искористиме, да направиме, да се направат нови проекти, да се направат спа хотели, да се земе од Катланово, значи таа термална вода се донесе во Скопје со Цевковот од 25-30 километри, да се направи на Жичара од Тетово кон Попова Шапка, да се направат многу нови хотели и во Маврово и на Шапка, Кожув да се разработи, да се среди Пелистер исто така, Преспа на Преспанското езеро да се направат 2-3 хотели, порано имаше многу убави објекти и хотели, сега ги нема. Значи, исто така Дојран е феноменална дестинација. Секој ден се повеќе нови објекти се отвараат и ресторани и хотели. Значи, тоа треба ние да работиме на тоа. И најбитната дестинација што ние не ја искористуваме, тоа е Тиквешијата. Ние имаме толку убаво вино, толку убав крај Тиквешијата, што не сме свесни ние. Значи, кој ќе отидете во Тоскана, кој ќе отидете во Прованса, во Франција, ќе речете, ние имаме Тиквешијата, ама ние не знаеме тоа да го сработиме, да го обработиме. Таму ни фалат едно 300-400 мали хотелчиња, бути хотелчиња, 10-15 соби. Значи, ресторани, кај што луѓето кои што транзитираат низ Македонија во бројка околу 4 до 5 милиони луѓе, би останувале, еве, например, да кажеме, 500.000 да останат една ноќ да преспијат во Тиквешкиот регион, да вечераат, да си купат вино, да ги видат тие благодети што ги нудиме како држава. Значи, сите овие работи се неискористен потенцијал кој што ние го имаме во раце, ама не го користиме. Како тоа да го искористиме? Значи, се надевам дека во многу скора иднина ќе почнеме со преговорите со Европската унија, ќе влеземе во тие претстапни фондови кои што ги нуди Европската унија, со ИПАРТ фондовите и со другите средства и ќе успееме да го развиеме туризмот. И тогаш, да верувајте ми, никој нема да оди во Хрватска, секој ќе работи сам за себе. Ќе имаме, значи, ние имаме многу добар кадар, да се разбереме, само тие кадри не ги користат Хрватите, не ги користат црногорците. Ама кога ќе се влеземе, се надевам во скора иднина во Европската унија, значи тогаш ние ќе имаме и добар кадар, и убава држава, и интересна понуда со која што ќе можеме да играме на таа карта. Иначе во однос на тоа дека Македонија ја ставаме како балканска дестинација, јас таа дестинација ја направив уште 2007 година, тогаш ги направивме првите пакети, Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска уште не беше во Европска унија влезена, визе немаше, Црна Гора, Албанија. И, значи, кога дојде гостинот, ги посетува овие 6 и после 7, Косово ја ставам исто така, 7 држави ги посетуваат и тоа им е интересно. А фактички тоа е само една држава која била порано, а меѓутоа сега туристите од Јапонија, од Турција, од Малезија, од Сингапур, сите тие имаат во слика, посетуваат 6-7 нови држави. Така. Веќе кога го начнавме на некој начин да точно е дека ни требаат и портфондови и ни требаат огромни средства за да инвестираме и она што го имаме во капацитети за да привлечеме. Меѓутоа некако имам впечаток не се работи на
пиар, односно промоција на Македонија. Имаше неодам на CNN на добра статија, бројуваат Македонија меѓу првите земји во светот каде што нудиме одлична гастрономија, многу ниски цени и големи природни богатства кои што треба да се видат. Бошков, може ли Македонија да живее од туризам? Еве да сме оптимисти дека би вложиле милиарди и би се направиле тие капацитети, колку тоа би значило за македонската економија? Видете, една сериозна институција како Светска банка утврдува дека потенцијалот постои, дека ресурсите ги имаме, дека туристичката индустрија е сектор со исклучително висок потенцијал во Македонија, но дека ние мора да се потрудиме за посериозно да вложиме намерни напори во искористувањето на ресурсите и потенцијалот кој што го имаме. Бидејќи кога ние разговараме или размислуваме за тоа како да ја развиеме економијата во туризмот, ние мора да размислуваме за тоа каква побарувачка имаме. Мора да размислуваме за туристичката понуда. Значи, кој обслужува, како тоа да се одржи. Па, кој е тој кој што ни доаѓа, колку троши, исто така и од аспект на ресурсите кои што упорно велиме дека ги имаме. Се разбира, тоа мора да биде ставено во една рамка која што ќе може да биде менаџирана, бидејќи сите овие работи апсолутно на туристичкиот пазар се под влијание на регулативата, се под влијание и на политички фактори внатрешни и надворешни, но на што и Светска банка ни го препорачува е смарт туризам, односно дигитализација и паметен маркетинг, каде што нас треба повеќе да не има на туристичката мапа, па дури и со ребрендирање, се со цел да можеме повеќе да привлечеме регионални туристи, странски туристи, транзитните туристи да остануваат повеќе денови, бидејќи еве ни фали тој манифестацијски туризам. Еве асоциација ми беше тиквешијата и винскиот туризам. Може да биде едно искуство каде што и веќе одат на берба со самите собственици. Тоа е едно искуство, бидејќи креативната туроператори, како во Европа да еве тиквешијата, тоа е многу битно за тиквешијата. Како да донесеме ние туристи конкретно да ја посетат тиквешијата, па дури нели настан берба на грозје, да го ставиме како туристичка понуда. Дали треба напори со туроператори? Не, еве сега, јас сум сведок, во наредните неколку месеци во тиквешијата ќе се отворат неколку хотели. Значи, доаѓа комплекс, доаѓа Holiday Inn во Кавадарци, доаѓа исто така во Барово многу убав хотел, бутик хотел со 30 соби. Бидејќи сега, знаете, туристи, вински туристи треба да, кои ќе пијат, да бидат тука да спијат. Не може да се врата 100 километри, кој ќе се напие 5-6 чаши вино, не е добро да го тераш да патува, треба тука да биде сместен. Сега, значи, целата ситуација е тоа што кога ќе се направат повеќе хотели и ќе се направи со така на промоција фактички на тиквешкиот регион, во која што ќе се понудат и убави работи, бидејќи тиквешијата е на 1 час од Скопскиот аеродром, 1 час возење, вие сте веднаш во дестинацијата од Скопскиот аеродром, може и од Солунскиот аеродром, исто така на пропатување. Најдобри вински туристи се американците. Значи, туристи од Америка и јас бев на студиско патување и во Франција, во Прованса и во Тоскана. Значи, они доаѓаат во тие 4 месеци и се многу големи потрошувачи. Трошат еnormно многу пари, сакаат да уживаат во гастрономијата, во скапи вина, во убави јадења, значи пури, богато да бидат пречекани. Јас мислам дека ние го имаме тој потенцијал и дека може да успееме во таа приказка. Се надевам дека многу скоро ќе се направат хотелите. Имаме многу квалитетен градоначалник на Кавадарци, кој што е многу флексибилен во однос на све и сигурен сум дека кога ќе се направат овие туристички капацитети, дека ќе успееме да привлечеме, значи, стриктно туристи кои што ќе доаѓаат во тиквешијата. Значи, дали ќе доаѓаат во Кавадарци, Неготино, дали ќе доаѓаат во Демир Капија, дали ќе опостат Барово, значи тука е и сега и Кожув планината, значи стварно преубава природа, преубава
преубава гастрономија, преубаво вино се произведува во Тиквешкиот регион и тоа ќе привлече многу голем број на туристи во 4 месеци, пример мај, јуни, јули, август, септември, тоа ќе биде како да ви кажам, на пример да има секој ден по 300 туристи таму во распоредено, тоа ќе биде еден убав девизен импакт врз стопанството на Кавадарци, на Неготино, на Демиркапија и на сите тие општини кои што гравитираат тука и мислам дека нема да има проблем. Само треба да се направи угостителски ресторани, ги има, не во толку голем број, треба да се направат повеќе хотели, повеќе семејни хотели кои што ќе се можат тие луѓето кои што ги менаџираат тие семејни хотели да се ангажираат во гостопримството према странските гости. Они ќе му продават и вино, ќе му продават и вечера, ќе продават и една приказка која што овие странски туристи ќе сакаат да раскажат на сите своји пријатели, соседи, фамилија, другари, значи ќе им објаснат и тоа ќе еден турист ќе донесе 4 нови туристи. Тиквешијата е тука безпрекорно, значи неискористена, значи и мислам дека ако со добра енергија, со добра програма може да се искористи, еве пример, еве поттик да се направи во Тиквешијата еден убав фестивал, нешто како Екзит, таква некоја приказка се направи, таа може да донесе 5-60 илјади туристи за 3 до 4 дена. Сите тие може да гравитираат и во Скопје, да бидат сместени во Скопје, да одат на забавите во Кавадарци или кај би се направило таква убав фестивал и тоа ќе донесе девизен прилив, верувајте ми, за 3-4 дена негде околу 5-60 милиони евра, колку што гравитира, колку што носи Екзит, пример во Нови Сад, сега ќе се прави во Црна Гора, ултрафестивалот во Скопје, меѓутоа ултрафестивалот што се прави во Сплит, исто тој носи голем прилив на стопанството на Сплит во 3 или 4 дена фактички доноси 60 до 70 милиони евра за сите. Значи, како што кажав, сите имаат добивка од такво нешто. И одлично би било тоа да се направи во Тиквешијата. Сега, ова е еден мотив за градоначалниците и на Демиркапија, и на Кавадарци, и на Неготино, да направат една заедничка соработка, пошто се отварат нови хотели, сведоци сме ќе се отварат убави бренд хотели, и може да се направи убава работа. Таму имаме големите винари, најголемата винарија во Југоисточна Европа се наоѓа во Кавадарци. Значи, треба сето тоа да се искористи тој импакт, таа позитивна енергија за да се направи еден убава успешна приказка која што ќе сакаме да ја продадеме и да ја раскажат тие туристи што ќе дојдат во Македонија. И така и најдобар маркетинг е тој самите кои ќе раскажува. Би се надоврзала дека можеби ова е момент кога треба да ги пофалиме малите семени винари, претежно од овој дел, кои што сами веќе нудат можност за преспивање, односно за ноќевање, и тоа туристичко претпремништво е како јадро станува се посилно, бидејќи тие здруженија на мали семени винари или на малите винари се повеќе настапуваат заедно, здружени и се повеќе привлекуваат гости, домашни, локални, но и странски, за кои што сме сведоци еве изминатиот викенд. Така. Владата најави стратегија за развој на туризам, која што ќе испорача крајот на 2026, се чека години на ова стратегија. Колку таа е прашање за опстанок на туристичката индустрија кај нас? Мислам дека сите активности кои што треба да бидат направени, независно дали тоа ќе биде на национално ниво, на меѓународно ниво и така натаму, или на зборуваме на микро ниво, добро е да биде ставено, да постои една рамка, една стратегија која што ќе даде визија, мисија, па така и во овој момент, значи стратегија за туризам е исклучително потребна, неопходна и вреди да имаме со оглед на тоа дека зборуваме за тој неискористен потенцијал и можност каде што туризмот како сектор ќе биде еден стабилен сектор кој што ќе донесува значителен приход во нашата државна каса. Се разбира, тоа е од интерес на сите граѓани и бидејќи тука всушност ќе се увидат, ќе се детектираат сите и превентивни и корективни мерки што треба да се направат. Зошто? Во 21 век ние не можеме да имаме лоша инфраструктура од минатиот век да зборуваме за модерен туризам. Мора еве да се
насочиме кон дигитализација. Не смеме да дозволиме Охрид, како што бил запишан во 1979 година во УНЕСКО, сега да ни биде на листата, на danger листата, односно со работи кои што навистина не треба да си ги дозволиме да бидат проблеми за решавање. И пак ни се дава тој простор од страна на УНЕСКО каде што треба да се коригираме. Треба да бидеме прекогранично поврзани, тоа е нешто што УНЕСКО го бара. Исто така во оваа насока би спомнала дека ќе се имплементираат сите оние економски показатели кои што се упатени од страна на Светска банка и во суштина треба да градиме капацитети за оно што значи управување со дестинациите. Бидејќи ние како земја не треба да се насочуваме само на неколку пазари, односно треба да бидеме диверзифицирани, бидејќи во една било каква криза да се случи, секој пат најпрвин бегаат парите и туристите. Значи, тоа е на такви шокови, дали ќе бидат воени, дали ќе бидат шок од аспект на енергенсите, гледаме дека има одлевање, односно има проблем. Продуктивноста верувам дека ќе се реши, ако ние го дадеме својот фокус на тоа како да создадеме поголем квалитет и се разбирам, мислам, тука голем приоритет или голема додадена вредност од аспект за развој на туризмот е тоа што се отвори повторно Охрид како аеродром, кој што е примамлив за странските туристи, а исто така и со инфраструктурните проекти кои што ги има владата, каде што вложува милиарди евра. Мислам во овој момент на брзата на пругата Скопје-Гевгилија ќе се патува за 60 минути, што е навистина кратко време, каде што во една Гевгилија ќе може да се искуси здравствен туризам, планинарски туризам, авантуристички, културното наследство и тоа се во радиус од 30 километри. Да го спомнеме и тоа ќе биде крајот на 26-27 година. Во 2027 година автопатот Скопје-Охрид, значи за 75 минути, тоа како дава мотивација не само странците, и ние да патуваме повеќе и да ја осознаваме Македонија, со тоа да придонесуваме кон раст на домашниот туризам, бидејќи една Србија од аспект на субвенциите го користи многу ваучерскиот систем. Нешто што го имавме во време на ковидот, односно сите студенти, пензионерите и оние кои што се со ниски примања да ги применат тие средства во домашниот туризам, со што всушност ги поддржуваат и хотелиерите. Така. Прашањето најпрво ми беше смислено, Кирим, за вас е, ако тргне туристичката сезона на лошо. Меѓутоа, вие првата информација овде кај мене во емисија ви беше дека веќе се откажани лјадници, авиолетови кои што требале да бидат на некој дел од Медитеранот па и кај нас. Моето прашање ми е дали владата треба да донесе итни мерки во однос на туризмот со оглед на тоа што сме денеска 11 мај, не очекува јуни, јули, август. Што според вас сега треба да направи владата? Не мора итни мерки, меѓутоа ако видиме дека има проблеми, треба, значи, владата да го поддржи туристичкото стопанство, значи да ги поддржи туристичките агенции, да ги поддржи хотелите ако се случат проблеми, да се во директна линија со аеродромите Скопје, Охрид, да се во директна комуникација со стратешкиот авиопревозник Визер, да му се помогне ако треба за нешто, значи тие работи треба да ги направи владата. Мислам дека ги прави, дека е во секојдневна, мислам, комуникација со овие работи, ги пратиме работите. Имаме, значи, ние керозин, имаме најефтино гориво, може да се пофалиме во регионот. Имаме, значи, ние туризам и за гориво. Гориво туризам имаме, доаѓаат и грци, и косовари, и срби полнат кај нас гориво. Тоа е окей. Сега, знаете како, јас ја кажувам вистинската приказка. Жал ми е што 2 милиони седишта се откажани. Ми е страв да не се откажат што толку, бидејќи за жал сведоци сме дека војната во Иран
Ормускиот тестес не се отвара и се ова економска војна, не е веќе војна со бомби, него економска војна. За жал, најголемиот цех за оваа војна го плаќа Европа, бидејќи енергетски зависна од Ормускиот теснец и од Русија. Значи, со Русија има војна Русија-Украина, од оваа страна Ормускиот теснец и гледаме дека нема керозин, нема горива. Европската унија препорача на граѓаните на Европа да не патуваат многу, да бидат во своите држави, да не се троши многу гориво, бидејќи сериозен проблем е. После гледаме дека од февруари до мај 125% е поскапено авионското гориво, керозинот. Било негде $850, сега е $1687, мислам, долари. Значи, и сето тоа допринесува да мораме да бидеме предпазливи. Ние се работиме месец за месец, а треба треба да бидеме спремни за цела сезона. Меѓутоа сега мај, ако убаво го истуркаме, ако биде све како што треба, тоа би било одлично. После за јуни ќе видиме за 10 дена. Фактички, ја порано сум кажал дека работата на туристички работници како магионичари. Не знаеме што ќе нас најде. Дали некој ќе нас најде некој земјотрес, дали некоја војна, дали некој проблем со керозин, значи дали некоја пандемија. Ама затоа пак кризен менеджмент мора да кризен менеджмент, да, меѓутоа тоа ги стресна работа е. Знаете, да планираш, да влегуваш во ризици. Сега колеги имаме, значи, од Македонија кои што имаат земено авиони, платено стотици илјади евра, испланирано авиони за многу дестинации и сега одеднаш кога ќе му се јави авиопревозникот, извини, ја нема да летам. Тоа е еден огромен шок. Ако овој туристички оператор земал пари од луѓето, од патниците, се треба да ги врати парите, да направи многу комбинации за да исплива целата ситуација. Треба многу тешка и деликатна работа е туристичкиот сектор. Значи, вака изгледа убаво, патуваш, одиш ваму, одиш таму, меѓутоа туристичките работници знаат колку стресови доживуваат, колку проблеми за да обстанат на мапата на пазарот. Стварно од тука ги обхрабрувам сите колеги кои што се во туристичкиот сектор, значи и туристичките агенции, и хотелите, и превозниците да обстојат и да имаат убава успешна сезона. Тешко ќе биде, знаеме, меѓутоа мора да бидеме оптимисти дека ќе успееме да испливаме од цело ова. Еве, сосема на крај, прво прашањето ми е за кои туристи ние сме најинтересни, од каде имаме најмногу туристи? Ние највеќе туристи изминатите 10 години имаме од Турција. Значи, дефинитивно станавме многу интересна дестинација за турските туристи. Успеавме со тие балкански тури да ги примамиме турските гости да дојдат што поголем број. Има, значи, околу 30 или 35 точно летови неделно на Скопскиот аеродром кои што доаѓаат од Турција. Значи, оваа година ќе имаме нови авиони од Самсун, од Трабзон, лани почна Дијарбакар да лета на Скопје. Имаме секој ден 2 лета за Измир, секој ден имаме 6 лета за Истанбул, фактички од Скопскиот аеродром. Имаме во летната сезона директен лет од Истанбул кон Охрид. И, значи, турските туристи се најбројни во изминативе години. Потоа, значи, следат соседните држави, Србија, доаѓаат голем број исто на германци, сведоци сме изминативе 12 месеци ова ниско буџет. Дали лани имавме французи со оглед на тоа што пуштивме авиолинија Визер посетена од Франција? Има и французи, меѓутоа сега ќе ви кажеме на ситуација како е во Албанија. Во Албанија во првите 3 месеци имале 2 милиони туристи, а ние сме имале 50 туристи. И сега ќе се прашаме зашто толку. И Албанија зимно време нема море, значи само културен туризам. Меѓутоа они инвестираат во маркетинг и во кампања во Европа. Како успеа? Они направија документарни серии за Албанија кои што одеа на Рај Уно, на францускиот прв канал, на шпанскиот прв канал и фактички тоа ги привлече туристите да ја посетат ова мистериозна земја. Ние треба такви работи да правиме. Треба во таа стратегија што се планира да се направи промоција на културниот туризам на Македонија.
таа галичка свадба што ја имаме. Таа еве сега на пример имаме многу убави знаменитости кои што треба да ги испромовираме, да направиме како една разгледница за Македонија. И сега вие ќе ме прашате зашто македонските граѓани, ги прашувам колку македонски граѓани од Охрид, од Струга, од Битола, од Тетово, од Гевгелија, од Дојран дошле го посетиле археолошкиот музеј во Скопје? Прашање. Многу малку. Скоро нула. Скоро нула. Зошто? Зошто да не дојдат да го посетат, да посетат црквата Свети Спас, кај што е гробот на Гоце Делчев? Зашто не дојдат да го посетат Калето? Зашто не дојдат да посетат старата Скопска чаршија? Ништо не се посетува. Да се направи иначе на ситуација кај што и граѓаните на Битола ќе дојдат за викенд во Скопје, као не само што скопјаните ќе одат во Охрид или Битола, значи да се направи на таква една симбиоза која што ќе упати луѓето да патуваат, да ја посетуваат Македонија, да се посетат убавите места, да од Скопје граѓаните да одат да го посетат Велес, да го посетат Штип, да посетат Дојран, да посетат Струмица. Меѓутоа треба да се направи таква една програма, таква една ситуација во која што граѓаните место да одат на викенд во Неапол, место да одат во Фиренца, што знам да одат да го посетат, да посетат Струмица, да одат во тие спа центри што се отворени во Струмица, да струмичаните да доаѓаат во Скопје, да ги посетуваат археолошкиот музеј, да посетат старата Скопска чаршија, да го посетат Калето. Значи треба да направиме и таква една ситуација во која што ќе имаме обратен вакво и девизен прилив, место да оди во странство девизите да остануваат во државата, да се појача економијата. Освен за домашен туризам, еве според вас, за кои земји би можеле ние да правиме добри приказни маркетинг и пиар, да ги привлечеме туристите? Во разговоров некаде се спомена и Америка, дека Македонија може како пакет или со сите земји Западен Балкан да е привлечна за американците. Меѓутоа еве да се насочиме негде можеби поблиску во Европа, с кои според вас земји ние би можеле да им ја подадеме убава приказна за да ги привлечеме? Дефинитивно Европа е хотелиерското гнездо, барем така како Нишка се преткајувани сите извештаи. Оно што сметам дека ние не треба да се фокусираме еве на земји, да биде тоа пример само Полска, значи можеме буквално да функционираме и да дадеме една понуда за буквално за цела Европа, затоа што позитивните препораки кои што сме ги имале кога тие нас не посетувале се доказ дека ние можеме и ние сме интересни за нив. Меѓутоа она што нам ни останува е да работиме на тоа поврзување гостопримство со капацитет кој што треба да го понудиме. И оно што во суштина би ми било на дополнување на председателот е тоа дека ние за да се позиционираме на туристичката мапа, ништо нема да направиме ако ја запоставиме дигитализацијата, паметниот маркетинг, бидејќи без да се позиционираме во свеста на потрошувачот, ние не можеме да очекуваме резултати. Независно дали ќе зборуваме за домашен или странски турист. Бидејќи правев едни мерења кои што ја опфати мерењето на туристите, на странски туристи, колку сме биле посетени од јануари 1995 до февруари 2026. Значи по месец и по број по лице. Најмалку сме имале во 2020 година 171 странски посетител. Тоа е заради ковидот, нели локдаунот што беше. Најмногу сме имали околу 121.092, можеби малку грешиме, еве да заокружиме на 120.000 во месец јули минатата година. Што значи ние ова е бројка која што покажува дека ние сме интересни, значи не само како транзит земја, туку како земја и како безбедна дестинација која што еве ваквите шокови, ваквите глобални кризи и тоа како можеме да ги искористиме бидејќи сме и ценовно конкурентни, а има што да понудиме. И мислам дека треба да прекинеме да се промовираме во замката дека ние сме ефтина дестинација. Бидејќи најчесто тоа ефтиното може да биде поврзано дали е доволно квалитетно. Туку да се фокусираме на автентичност, на искуство, на тоа што ние можеме да го дадеме како симбиоза од сите видови туризам. Мерењата, поготово на
и развојот на културните и креативните индустрии, зашто еве пример е проектот Креативна Европа, покажува дека земена Италија, дека учествува со отприлика 5% во бруто домашниот производ. А ние тоа де факто го имаме. Мерења правевме на ниво на Западен Балкан, ние се уште не сме толку развиени, но со оглед на тоа дека имаме стари занаети, локално население, каде што ни треба развој на тој рурален туризам, де факто се потенцијали кои што таквите искуства, градење на социјална кохезија, развивање па и на претприемништвото се особено важно и од аспект на таа оддржливост која што велиме дека туризмот како сектор ќе ни овозможи една оддржливост на долг рок. Така што јас не би се задржала поготово на една земја, бидејќи и Австрија нема море, меѓутоа ски туризмот апсолутно е првата асоциација која што ги привлекува. Јас ви благодарам на двајцата, ни истече времето. Почитувани, се надевам го задржавме вашето внимание. Се гледаме наредниот понеделник со нова тема и нови гости. До тогаш останете на програмата на Алфа.